Војната во Иран силно ги тресе светските финансиски пазари. Цената на нафтата скокна на над $110 за барел, берзите реагираат со пад, економистите предупредуваат на ризик од нова голема енергетска криза. Дали глобалната економија е пред нов инфлацијски удар? Колку е реален ризикот од нарушување на снабдувањето со нафта и какви ќе бидат последиците врз економија, врз Европа и врз Македонија? Да си кажеме со економските аналитичари Татјана Бојковска и Бојан Цветановски. Добре дојдовте во студиото на Телмо. Добар ден, добре најдовме. Сведоци сме на драматичен скок на цената на нафтата. Еве, денеска на над $110 за барел и пад на берзите. Како го објаснувате ова што се случува во моментов? Дали станува збор за панична реакција или за реална проценка на ризикот? Добро утро, уште еднаш. Повелете. Па, добро, викендов имавме повеќе настани, на безбедносен план околу Иран или таму што оди војниот конфликт. Тој конфликт претходно беше, меѓутоа сега прерасна во воен конфликт. Иначе имавме конфликт политички кој што беше и месеци наназад. Иначе утринската реакција јас би оценил како шпекулативна реакција повеќе. Значи имавме информации дека војната се разгорува, дека се продолжува да се гранатираат танкери и дека Ирак и Обединетите Американски Емирати ја го намалуваат производството. И веднаш трговците одлучија да ги обезбедат своите да ги фиксираат цените на своите набавки на нафта. Меѓутоа реакцијата беше преинтензивна по моје мислење, што можеби до некаде е нормално, бидејќи секој нов настан кој што можеби претходно не е очекуван, предизвикува такви реакции. Велите шпекулативност за сега. Да. Меѓутоа, еве, големите банки, односно нивните аналитичари веќе предупредуваат дека цената на нафтата до крајот на март може да достигне и висина од над $150 за барел? Добро, видите сега, тоа е тренд. Значи, нафтата е во тренд на пораст и тоа е факт. Меѓутоа, врвот секогаш го детерминира пазарот и натамошниот развој на настаните. Сега ние имаме некои позитивни реакции веднаш дека Г7 ќе дистрибуираат нафта од нивните резерви. Имаме Саудиска Аравија кажа дека извозот ќе го прави преку Црвеното море, каде што да кажам пристаништата се слободни, каде што може да извезува. И веднаш имавме реакции на меѓународните пазари, значи онаа цена што беше од $119 за барел, која што многива беше постигната, веднаш излезе вака кога гледаме на диаграмите, таа делува како тик, како врв на пазарот. Значи имавме веднаш контрареакција и спуштање на цената на нафтата, сега е под $110, $107 за барел. Така да сакам да кажам, во вакви ситуации нормално е да има одредени турбуленции и тука не треба да се брза, не треба да се паничи, бидејќи самиот пазар ќе ја детерминира онаа рамнотежна цена. Сценариото, да кажам, развојот на настаните е малку сличен, во нашето блиско минато, не така одамна имавме развој на настаните кога почна војната помеѓу Русија и Украина. Исто во месец март имавме, да кажеме, разбранување на цената на нафтата, кога достигна $116 за барел. Видовме дека потоа беа превземени мерки. Практично самите очекувања на тамошни и развојот на конфликтот ја спуштија цената на нафтата во следните 2 месеци под $100 за барел. Значи се одреди одредено рамнотежно. Колку беше пикот во март 2022? $116 за барел. Меѓутоа треба да имаме во предвид дека тогаш и доларот беше поскап за некои 8% во однос на сегашната вредност. Тука мора да обрнеме внимание на таа корелација, бидејќи нафтата се котира во долари. Тогаш доларот беше појак, а цената на нафтата беше слична, речиси иста со сега. Бојковска, се согласувате со оваа констатација на Цветановски дека станува збор повеќе за шпекулативна реакција или јас како што ја формулирав во прашањето панична реакција или пак сепак има и некаква рационална проценка на ризикот? Видете, се согласувам до некаде во смисла на тоа дека пазарот е рационален и дека со тек на време понудата, зголемувањето на понудата за која што постои можност во нареден период ќе доведе до намалување на цените. Меѓутоа информациите викендов, значи за напади и уништување на депоа на нафта во Иран или во оние локации кои што се близу до Техеран и она разгорување на тензиите во смисла на меѓусебно уништување на погони за десалинација на вода. Значи зборуваме за нешто што е неопходно за жителите на тој регион. Понатаму сите овие, значи,
двосмислени информации во смисла на тоа прво од изјава дека нема да бидат напаѓани танкери во Хормуз преминот, понатаму војската на Иран сепак вели дека ќе бидат напаѓани и така натаму, значи сето тоа до некаде влијаеше и врз преиспитување на цените. Меѓутоа се согласувам дека во принцип во некој момент ќе треба и ќе биде многу логично да се изнајде некоја решение, а тоа очигледно и пазарот на нафта го перцепира, заради тоа што ако сега имаме утренски нафта, цена на нафта над $100, ако ги видиме фјучерсите, односно договорите за испорака на нафта во декември, тие се веќе околу $74 утрово беа. Така што пазарот, тоа се вели дека пазарот на нафта е во backwardation, што не е нормална ситуација, значи се случува позитивен сигнал? Позитивен сигнал за нафтата. Значи нормално е цената за идни испораки да биде повисока од спот цената, заради тоа што се земаат предвид трошоци на складирање, трошоци на финансирање и така натаму. Меѓутоа повремено во вакви ситуации се јавува и таква, да речеме, искривеност, односно backwardation. Така да и тоа што спомнав, значи постојат низа причини зошто ова е луз-луз ситуација и зошто очекувам да се изнајде решение на ситуација. Добро, вие како финансиски аналитичари, како ги читате сигналите што моментално ги испраќаат светските финансиски пазари? Се ова што се случува откако на 28 февруари почна војната во Иран, односно се случи американскиот напад врз Иран и потоа Иран возврати и тука сме каде што сме сега. Дали најсилниот сигнал што го испраќаат финансиските пазари е токму ова за која зборуваме сега, цената на нафтата, или пак можеби движењето на берзите, односно остриот пат на најголемите светски берзи, или можеби па растот на оние така наречени безбедни инвестиции како цената на златото, која Видете, очекувањата за оваа година претходно, значи во јануари месец и претходно минатата година, проектирано беше оваа година каматните стапки да продолжат да паѓаат. Пред се федералните резерви, значи на американскиот долар, бидејќи нели ќе имаме нов претседател во месец мај на федералните резерви, кој што е наклонет кон намалување на каматните стапки, и да кажам така беа позиционирани и параметрите на финансиските пазари. Значи индексите беа во пораст, доларот паѓаше. Меѓутоа сега, нели со овој развој на настаните и со зголемување на цената на нафтата, тоа е факт, мислам дека цената е зголемена и дека таа ќе одржи некој повисоко ниво. Сега каде ќе биде, нели, како што кажавме, ќе каже времето понатаму и во зависност од тоа колку ќе трае конфликтот. Сега новата перцепција кажува дека каматните стапки ќе останат најмалку исти. Значи она што се очекуваше федералните резерви да ги намалуваат каматните стапки на американскиот долар, сега нема да се случи. Сега имаме средба на 17 март има седница, сигурно ќе останат истите каматните стапки. Исто и во Европа. Значи Европската централна банка ги одржуваше каматните стапки на исто ниво, меѓутоа имаше и некои шанси за одредено намалување. Сега исто така тоа е надвор од прашање, надвор од проекциите. Значи главните измени се тоа. Инаку индексите паѓаат берзански и тоа сега вака кажано, значи гледано низ анализа на диаграмите не може да се каже дека е големо изненадување. Бидејќи видите сега, ако го земеме индексот Standard & Poor's 500, тој е во така наречен биков пазар, односно bull market веќе 3 години. Имаше една мала корекција, меѓутоа значи цело време растеше. Сега да кажете дека војната во Иран е само повод да почне падот? Јас мислам да. Значи војната во Иран е повод за падот на, да кажеме, една иницијална каписла за падот на берзите, но и промената во монетарните политики на ФЕД и на ЕЦБ. Бидејќи и самите, да кажам, очекувања на инвеститорите во последните, практично таму од месец декември некаде, кога ќе погледаме синусоидата на диаграм на Standard & Poor's, тоа беше синусоида со надолен тек. Значи, се очекуваше корекција на берзанските индекси. Меѓутоа, на пример, за прашањето за нафтата се направивте аналогија на војната во Украина и направивте споредба на цените на нафтата во март 2022. Так. Кога станува збор за падот на берзите, историјата исто така ни покажува дека пазарите многу често многу брзо се стабилизираат по вакви регионални конфликти и ризици и брзо после стартот на војната тие се враќаат во нормала, па дури и го надминуваат претходното ниво. Мислите дека овој пат нема да се случи тоа, бидејќи 3 години биле во пораст, па сега е логичен овој пат? Да, јас мислам дека таа корекција на берзанските индекси, на акциите, секако ќе дојдеше.
сега можеби интензитетот е позначителен, бидејќи нели имаме во неколку дена имаме пат од 3-4-5% кај индексите. Мислам дека интензитетот е сега тука во прашање. Инаку по мое мислење очекувањата беа за да има корекција на берзите. Тоа, цената на златото исто може да констатираме, цената на златото таа достигна одреден врв пред да почне конфликтот, пред да почне судирот, значи кога почна Соединените американски држави да носат трупи во нели на Блискиот исток, имавме тука одреден пик од $5,600 за унца, потоа цената на златото почна да паѓа. Што значи тоа? Дека овој обем, оваа магнитуда на конфликтот е веќе вкалкулирана во пазарот. Значи, моментално инвеститорите и глобалната финансиска заедница не гледа дополнителен ризик нов од проширување на конфликтот и затоа цената на златото е стабилна, значи околу $5,000. Некои анализи велат дека ако војната трае, сепак на долг рок ќе расте вредноста на доларот, цената на златото и цената на нафтата. Видете, секако... Тоа е нешто што е известно во услови на конфликт. Да, зависи колку интензитетот и време траењето. Јас кажувам сега за сега, значи сега за сега перцепцијата е дека тој конфликт ќе остане во регионот, таму во регионот и дека нели соодветно со текот на време ќе се најде разрешница. Инаку нели ако го споредиме сега и со конфликтот во Русија и Украина и да направиме една паралела за цената на нафтата, значи исто имавме нели шпиц во месец март и потоа постепено опаѓање на цената на нафтата во следните 2 месеци. Во септември имавме нови пикови. Во јули веќе имавме ние под $100 за барел цени. Имаше некои нели цени над $100, меѓутоа тие беа краткотрајни. Ние гледаме дека сме сведоци дека војната и до ден денес нели не е завршена во Русија и во Украина, меѓутоа цената на нафтата минатата година во време на траење на конфликтот падна до $65 за барел. Тогаш имавме па случај на обратна шпекулација. Значи имавме во случај на растечки долар, во случај на опаѓачки долар имавме паѓање на нафтата. Дали значи двете параметри Дали се ова што го кажавте во ведниот дел од емисијата значи дека денеска финансиските пазари генерално глобално се помалку чувствителни на геополитичките ризици и конфликти отколку пред 10 или 20 години? И зошто е тоа така? Значи, доколку погледаме една временска рамка на промени во структурата на светското производство на нафта, ќе забележиме дека многу е поразлична ситуацијата сега од онаа што била значи во 70-тите години, нели кога имавме најголема светска криза на нафта 73. Шок, да, меѓутоа тогаш Соединетите американски држави не биле број 1 значи снабдувач, односно производител на нафта. Тука зборуваме за нафтените шкрилци кои што ги издигнаа Соединетите американски држави, ако веќе ги рангираме според учество во нели производството на нафта. Значи сите тие системски структурни промени доведуваат и до промени и во чувствителноста на движењето на пазарните индекси. Така што сега имаме, да, точно е, околу 20%, една петина од вкупното производство светско на нафта поминува низ спорниот теснец, меѓутоа има и доста неискористени резерви на нафта, кои што, ете, како што видовме утрово, може да се стават во функција, тоа не е трајно решение, меѓутоа е некој вид на премостување на ситуацијата. Добро, зошто токму конфликтите на Блискиот исток ги потресуваат многу силно светските пазари? Одговорот веројатно може да се објасни со еден збор, нафтата, меѓутоа сакам да објасниме зошто е тоа така кога и сами кажавте Соединетите американски држави ја научија лекцијата од 73-та, па во меѓувреме го редистрибуираа производството на нафта и сега голем дел значителен дел од светското производство е на Блискиот исток, меѓутоа не е сето. Зошто тогаш токму светот е толку зависен од Блискиот исток? Не е само нафтата, значи да речеме проблем во цела оваа ситуација, предизвиците се повеќе слојни, заради тоа што ако значи ситуацијата, војната во Украина значеше дека се разгорува жариште во една голема житница, сега имаме ситуација во која што проблематично е движењето на танкерите во една зона од која што доаѓа 10% од светско производство на алуминиум, понатаму мислам околу 30% од светско производство на хелиум, 30 до 40% од светско производство на вештачки ѓубрива. Значи тоа е нешто
кое веќе аналитичарите почнуваат да го земаат предвид заради тоа што влијае на потрошувачките навики, очекувањата на потрошувачите за идните цени, нивните потрошувачки навики кои што после тоа секако влијаат и врз економскиот раст. Многу се ова се интересен. произведува во овие земји и се превезува низ Ормудскиот канал? Ормудскиот канал. Тука е и, да речеме, сулфурната киселина, која што испаѓа дека е многу важна во процесот на рафинирање на одредени метали кои што повторно пак се важни за дата центрите и така натаму. Така да постои една меѓузависност, значи глобална, која што повторно го поддржува мојот став дека би било многу разумно да се изнајде решение. Зборуваме за акциските пазари, меѓутоа деновиве забележавме и раст на приносите на американските државни обврзници, кои понатаму се прелеа врз раст на каматните стапки на хипотекарните кредити. Тоа е нешто што да речеме има доста влијание врз однесувањето и очекувањата на американските потрошувачи, американските гласачи во крајна линија. Добро, во услови кога, како што вели Цветановски, војната во Украина се уште трае, се отвара нов сериозен регионален конфликт, што исто така не може да се предвиди во која насока ќе се развива. Ако цената на нафтата, големите аналитичари прогнозираат дека ќе оди над $100, ќе се задржи во одреден временски период, какви ќе бидат ефектите врз глобалната економија? Со проектирана цена на нафта над $100 за барел на подолг период. Видете, првото ниво на предпазливост ќе биде оставање на каматните стапки на исто ниво. Значи тоа ќе го направат централните банки сега. Ако конфликтот потрае, ако цената на нафтата оди натаму нагоре, значи се зголемува, ќе се очекува да се види што ќе се случи со глобалната инфлација. Значи во оној момент кога ќе имаме покачување на инфлаторните тенденции и очекувања, тогаш можно е и изголемување на каматните стапки. Значи тоа е првиот чекор. Меѓутоа тоа сепак ќе треба подолго време да помине, значи не е тоа веднаш. Зависи конфликтот колку време ќе трае, нафтата колку време ќе биде, да кажам, со цена над $100 за барел. Се зависи од времето. Меѓутоа, сега првиот чекор ќе биде тоа, вториот чекор ќе биде зголемување на каматните стапки. Значи, таа што е глобална инфлација предизвикана од цената на нафтата, таа глобално ќе се рефлектира. Тука нема исклучоци. Добро, Бојковска, дали светската економија е доволно силна да издржи уште еден енергетски шок ако ова потрае и ако по сите оние кризи што се случија во последниве години, само за потсетување, само за во рок од 5 години, значи за многу кус временски период, светот помина низ прво пандемија, па потоа војна во Украина, таа војна во Украина предизвика сериозна енергетска криза што предизвика голема инфлација. И сега повторно сме на прагот на нова енергетска криза која може да предизвика повторно инфлаторен притисок и колку е генерално светската економија отпорна на ова се? Во принцип сега се наоѓаме во еден период во кој што многу е тешко да се алоцираат веројатности на различни сценарии, заради тоа што ситуациите и информациите се менуваат секојдневно. Меѓутоа, она што можеме да го заклучиме гледајќи историски, па гледајќи и низ флексибилноста покажана овие денови, е дека одреден тип на решенија и на бајпаси се наоѓаат. Во смисла на тоа, еве, еден практичен пример, дека Соединетите Американски држави им дозволија 30 дена Индија да ги тргне санкциите за увоз на нафта од Русија и така натаму. Така што повторно ќе кажам дека тешко е во моментов да се изгради став, меѓутоа зборуваме повторно значи за еден здрав економски раст кој што во претходниве години значи беше проследен и со здрав раст на индексите, така што не е до толку, да речеме, во лоша позиција светската економија, меѓутоа резултатот апсолутно ќе зависи од силината и од траењето на војната де факто. Кои делови од светот се најранливи ако кризата се продлабочи? Дали е тоа Европа, Азија или економиите во развој? Азија, Европа, јас се извинувам, Бојан ќе ме надополни, меѓутоа веќе видовме значи дека Азија е многу зависна од увоз на нафта. Имавме релативно изразена корекција на корејскиот берзански индекс. Релативно неповолно е позиционирана и Европа, која што увезува добар дел од увозот на
втечнет природен газ и доаѓа од Катар, така што гледајќи низ призмата на движењето на цената на нафтата, тука Азија и Европа и секако земјите во развој кои што немаат, тие се знаете малку хетерогена категорија, така што тие кои што имаат посилна фискална позиција ќе се справат подобро со ситуацијата. Добро, европските економии и оние најсилните многу страшно ја доживеа војната во Украина, на некој начин ги фати неподготвени. Јасно дека и овој конфликт ќе го забави на некој начин глобалниот економски раст, оглед на тоа што го кажувате дека и каматните стапки нема да се намалуваат. Значи не е прашањето за колку, туку прашањето е веројатно оној збор што многу често беше упатуван и кажуван како предупредување за глобалната економија, дека може да се доведеме во ситуација од стагфлација, односно нели висока инфлација и слаб или никаков раст. Не. Можно ли е тоа? Јас мислам не. Мислам дека не, како што кажа Тања, се согласувам, значи има алтернативни извори на добавување на нафта во светот. Мислам дека тука улогата на Русија сега ќе се зајакне. Значи, нели, санкциите кон Индија се тргнати, мислам дека и кон други држави ќе има. Кон Тајван веќе утро. Да се надомести тој, да кажам, моментален дефицит или недостиг на нафта. Мислам дека еврозоната има веќе позитивни стапки на раст. Америка, САД исто така. Тоа што нели може да биде забавен глобалниот раст, може да биде од зголемените каматни стапки, ако дојде евентуално до тоа. Меѓутоа за стагфлација не, бидејќи сепак нели сега ако земеме од друг аспект да гледаме, ќе произлезе дека Иран нели ја движи целата глобална економија. Така да не би требало толку да нели да се разбира тоа нели панично или екстремно. Значи ќе има одредено забавување, меѓутоа со текот на времето ќе бидат најдени алтернативни извори на дистрибуција на нафта. Американската економија има одлични резултати, да кажам, до сега. Европа исто така има позитивни стапки на раст. Кина ќе има, да кажам, малку можеби повеќе проблеми, бидејќи најголемиот дел на нафтата од Иран, нели од тесницата одеше директно во Кина како извоз. И тука можеби ќе има одреден проблем со производството. Меѓутоа мислам дека во основа нели ќе имаме одредена стабилизација на одредено ниво на цена на нафта која што ќе го одреди економскиот раст понатаму, меѓутоа нема да биде стагфлација. Од се ова што го кажувате, добивам впечаток дека светската економија генерално станува се повеќе пожилава, поотпорна на секој нов шок и веројатно после секој конфликт или после секоја потенцијална криза останува поотпорна, посилна, се враќа посилна. Дали е тоа така и дали тоа е резултат на глобализацијата? Па ја мислам дека повеќе е резултат на деглобализацијата. Значи тој тренд е некаде од после короната, нели нааму. Мислам дека државите, па да кажам, нели и САД и еврозоната, Кина веќе нели одамна се свртеа кон сопственото производство, кон сопствените блиски извори на ресурси. Така мислам, значи економијата на САД има многу направено во нови пронаоѓалишта на нафта. Тие, да кажам, во голем дел се и самостојни во користењето на нафтата, во еден дел. Така да, мислам дека во основа, значи како што кажавме, ќе има влијание врз глобалните текови, меѓутоа нема да биде тоа драматично или со појава на некои несакани економски екстремни последици. Нема да биде така. Бојковска, зошто светската економија станува се посилна, односно пожилава после секој нов конфликт? Како што спомнавте, сте сосема во право дека носителите на одлуки ги учат лекциите и преземаат мерки, значи за намалување на зависностите од одредени добавувачи и така натаму. Меѓутоа, малку може и да погледнеме на таа жилавост и од една друга страна, заради тоа што станува поотпорна, меѓутоа оние суштински меѓузависности кои што можеби и за среќа постојат и го одржуваат до некаде светскиот мир на она ниво на кое што е, сепак се присутни. Еве да го земеме примерот, значи со полупроводниците, semiconductors. Ние сега во ситуација го имаме Тајван, кој што 30% од увозот на природен газ му доаѓа од Катар. Има 11 дена можност да задржи резерви, а зборуваме за значи за еден Тајван каде што се произведува 90% од светското производство на чипови.
И сега замислете една ситуација во која што тоа производство би сопрело и влијанието што би го имало тоа врз сите овие нови трендови во ведување на вештачка интелигенција и така натаму. Така да сепак и тие меѓузависности според мене се еден тип на гаранција за значи потврда за тоа дека е неопходно за сите да се најде решение. Деглобализација наспроти глобализацијата која се уште трае и на која сме сите упатени и многу зависни. Да, постојат такви зависности, значи зборуваме и за она за што и претходно сме зборувале. Значи сите оние ретки метали кои што ги поседува, кои што ги преработува Кина, кои што да речеме самиот процес на преработка е доста валка, не еколошки, па другите држави не ни прифаќаат тоа да го прават. Исто така е некој тип на гаранција дека и ако ги гледаме како геополитички ривали двете страни, дека сепак имаат аргументи за преговарање и наоѓање на решение. Добро, и ако ја тргнеме настрана она објаснување дека американскиот напад врз Иран, причината за тоа е да се спречи Иран да развие нуклеарно оружје, и тргнеме од претпоставката на она макијавелистичка теза дека зад секој воен конфликт стои некаков економски интерес, која би била природата на економскиот интерес за војната во Иран? Ако сите губат, велите, губи Азија, Европа е на удар, економиите во развој се на удар, кој добива од ова што се случува во Иран во смисла на економски бенефит? Може ли така да се изанализира работата? Овој конфликт има и стратешко значење, значи има стратешки смисол. Значи освен тоа, нели, што е констатирано дека Иран изработува, текне изработка на нуклеарно оружје, што реално кажано ако се оствари, да кажам, ако ја комплетира таа фаза, и е опасно за регионот. Меѓутоа, да кажам, се базира другиот смисол е и еден, да кажам, економски надпревар кој што трае веќе известно време глобално помеѓу САД и Кина сега, значи во фокусот е САД и Кина. Значи председателот Трамп кога дојде, нели, тој кажа дека сака да направи Америка одново да биде, нели, голема, и тој, да кажам, во изминатиот период, нели, со воведувањето на царините и со одредени други направи намалување на трошоци во САД на администрацијата и другите потези, тој гледа на некој начин економијата на Америка да зајакне повеќе, да консолидира за некој иден период, да кажам, значи конкурентноста нејзина да ја зголеми. Овој суди, да кажам, може би има и некоја, да кажеме, стратешка, нели, позадина во тоа што, нели, оваа нафта оди кон највеќе кон Азија, така да кажам, тука примарно е тој регион засегнат и тука веројатно ќе се работи за редефинирање на распределбата на ресурсите кои што се во тој регион. Но зошто во ваков случај зошто е тогаш одговорот на Кина така млак или никаков? Зошто молчи Кина? Тој конфликт, значи, ние, како да кажам, значи треба, нели, да бидеме, нели, да се вратиме малку назад во историјата, бидејќи, нели, Кина практично својот развој го должи на инвестициите, иницијалните инвестиции на САД, кои што се случија пред 20 и повеќе години. И сега со текот на времето, да кажам, тоа е на повеќе пати САД и федералните резерви, значи бараа од Кина да направи либерализација на нивниот финансиски систем, значи на финансиските пазари во Кина. Меѓутоа тоа не се случи со години и до ден денес е така. Практично американскиот долар е фиксиран со кинескиот јуан и на тој начин Кина ја одржува својата конкурентност меѓународно. И имаме од една страна големи дефицити кај САД, од друга страна големи суфицити кај Кина. Значи тука имаме, можеби ова прашање не е толку елаборирано или истакнато, меѓутоа се создава еден економски чвор или јазол кој што, да кажам, со текот на времето станува нерешлив, бидејќи кај економијата на САД создава дефицити, кај економијата на Кина создава суфицити, која што таа глобално потоа ги инвестира. Значи само да објаснам накратко. Практично втората најголема економија на свет, кинеската, нема конвертибилна валута. Значи кинескиот јуан е највеќе се употребува во домашната економија, во Кина. Значи тој не флуктуира слободно на меѓународните пазари и автоматски со тоа не може да дојде до економско балансирање помеѓу економиите на Америка и на Кина. Значи доколку јуанот би се пуштил слободно да флуктуира, тој ќе расте и ќе паѓа соодветно на економските моки и односно на соодносот на извозот и на увозот, да. Значи кога јуанот ќе биде повисок во однос на доларот, тогаш Кина ќе има помал извоз, Америка ќе има поголем извоз во Кина. Ако тоа се случи, тоа ќе биде шанса за САД?
Па, видите, тоа со тоа сега веќе малку е предоцна и премногу компликувано. Бидејќи тие, да кажам, дисбаланси се толку големи, да доколку јуанот се пушти слободно да флуктуира, ќе имаме, да кажам, драматични движења на валутните пазари. Значи, неговата вредност драматично ќе апресира, а вредноста на доларот и на еврото драматично ќе депресира. Што можеби ќе биде исто еден голем импакт. И сега, да кажам, мислам дека и на американската администрација е тоа, да кажам, исто дел од проблемот како да ги избалансира тие економски односи. Бидејќи не може преку финансиските пазари да се избалансираат. Добро, Така тоа се што го чув. Дали геополитиката ги диктира трендовите во светот, врз економијата влие, или економијата во позадина ја предизвикува геополитиката да и дава насоки како да се случуваат работите и во кој правец да одат? Двонасочна Што е условно, а што е последица? Да. Двонасочна е врската, значи зборуваме за одредени потези кои што се носат одлуки, се имплементираат во моментов, меѓутоа се земаат предвид долгорочни ефекти, стратешка позиционираност и така натаму. Не може да кажеме дека геополитиката, можеби историјата на геополитички бранувања довела до ваква поставеност, па сега нели се преземаат некои мерки за да се дојде до некакви решенија, меѓутоа во секој случај двонасочно е влијанието. Меѓутоа ќе повторам и она што и самите го кажавте, дека историски гледано, значи пазарни корекции кои што биле резултат на геополитички кризи, многу брзо се враќале, траеле кратко, се враќале брзо и тоа е правило се до моментот до кој такви геополитички превирања немаат значително влијание врз економските текови. Прашањето, или да го формулирам, да го преформулирам, дали најврвните економски аналитичари сега можат да направат, да предвидат неколку сценарија колку би траело овој воен конфликт, имајќи предвид кој добива, а кој губи, односно дека мнозинството во светот повеќе губи отколку што добива од ова што случува моментално во Иран, или од друга страна воените стратези прават сценарија што ќе ги збунат или ќе ги затекнат економските аналитичари. Може ли според економските сценарија колку би траело овој конфликт? Значи, економистите не го предвидуваат траењето на конфликтот, туку колку кој е траење на конфликтот, која е должина на конфликтот, каков импакт би имала врз економиите и врз значи пазарите, и она што е доста актуелно деновиве, да речеме дека смета дека секој $10 изголемување на цената на нафтата ќе влијаат со 0,2% поени врз инфлацијата и така натаму. Меѓутоа, што се случува во овој период на геополитички бранувања во изминативе години? Се случува на светско ниво да се диференцираат геостратези кои што едноставно се тесно врзани со аналитичките куќи. Го имаме Јан Бремер, го имаме Марко Папич, мислам дека беше вториот, така што веќе геостратезите работат блиску со аналитичарите. Меѓутоа, аналитичките куќи во секој случај удат со сценарија што ќе се случи доколку една варијабла отиде до одредено ниво, доколку конфликтот трае 1 месец, 3 месеци и така натаму. Конкретно UBS нели спомна дека рецесија ќе има ако конфликтот се развлече во временска рамка од 3 месеци. Трамп изјави дека очекува се да биде средено за 4 до 6 недели. Сега тука кога зборуваме за должината на траењето, треба да имаме предвид и интензитетот. Видовме што се случи со нафтата, видовме што се случи со цената на транспорт на течниот газ, која што порасна за некои фрапантни 650%. Цената на гасот во Европа, која што исто така минатата недела имаше значителен раст. Така да битна е должината, битна е и интензитетот на Дали со овие потези Трамп ќе им го направи животот на американците подобар, бидејќи во основа неговото ветување Америка повторно голема. Во Венецуела видовме што се случи. Сепак мнозинството американци се против војната во Иран. Дали се ова што се случува сега на долг рок носи економски бенефит за Америка? Добро, јас мислам дека долгорочно да. Долгорочно да. Видете сега, не можеме ни да споредуваме нели јавно мислење кое што е моментално, па имаме нели таму и политички така. Имаме и политички делови од да кажам тие на некој начин забелешки или што се даваат на политиката на Доналд Трамп. Според моје мислење она што го гледаме и на финансиските пазари како се одвиваат работите, мислам дека конфликтот сега за сега од она што е очекувано претходно, значи оние големи аналитички центри кои што ги анализираат ситуациите како би се развивале, мислам дека е во рамки на очекувањата. Значи дека тоа ќе биде регионален судир и дека ќе имаме евентуално ќе имаме зголемување на каматните стапки, кое што би довело до
до зајакнување на американскиот долар, падот на цени на берзанските индекси, падот на цената на златото, значи како конфликтот ќе одминува во некои помирни фази, доаѓа до пад. Тоа мислам дека е она пожелно сценарио и да кажам сега за сега најверојатно. Јас гледам сега и на диаграмите, значи на утрински што се случуваше, делува дека и цената од $119 за барел, која што траеше само многу кратко време, значи тука нели треба да се види на таа цена колку имало купувачи, колку продавачи. Меѓутоа како што се гледа од диаграмите, повеќе имало продавачи од купувачи. Делува како некој врв кој што извесно време нема да биде нарушен, може да остане и како еден тик на пазарот. Добро, темата е многу интересна, имаме многу за зборување, меѓутоа во принцип само да кажам, нели американската економија во изминатите години создаде некоја отпорност во смисол на квалитетен економски раст. Ние видовме минатата година, он има некои квартали со раст од 3 до 4%. Добро, останува време за Македонија, да се вратиме во Македонија, односно да видиме какви ќе бидат ефектите врз нашата мала и зависна економија. Дали сме повеќе изложени на глобалните шокови токму за тоа што сме такви мали, или па тоа е предност, па можеме полесно да се прилагодиме на новите ситуации? Вака, како мала и отворена економија, ако се навратиме на тоа што се случуваше во 2022 година, ќе забележиме дека кај нас стапката на пораст на трошоци на живот беше повисока од европската и од американската во секој случај. Така што тоа што сме мали и отворени со себе носи одредени извори, меѓутоа во интерес на времето, значи би го зајакнала својот став за тоа дека очекувам значи да се вложат напори да не дојде до понатамошна ескалација на ситуацијата, не очекуваат midterm elections во Америка во ноември, што значи дека Трамп и неговата администрација се под притисок, значи да не дозволат понатамошно бранување во смисла пред се зголемување на каматните стапки во Америка или пат на акцијските индекси со оглед на тоа дека американската популација значаен дел од својата заштеда, од своето, да речеме, богатство го има алоцирано во американски акции. Добро, Македонија, значи дали очекувате двоцифрени стапки на инфлација повторно ако трае конфликтот во Иран? Ако трае, меѓутоа не очекувам дека ќе трае. Ние видовме двоцифрени 2022 и сега ние ако очекуваме да се повтори 2022, што лично не очекувам да се случи, тогаш можно е. Меѓутоа повторно и тука капацитетот на носителите на политики да се справат со ситуацијата ќе биде од клучно значење. Велите не очекувате поради тоа што Трамп рече дека конфликтот очекува да трае меѓу 4 и 6 недели или врз база на некои други анализи и проекции? Врз база на дисциплината која што врзничките пазари ја наметнуваат, заради тоа што секој раст на приносите значи повисоки трошоци на финансирање на веќе задолжената американска економија, од една страна, од втора страна незадоволството на американскиот потрошувач од предвидениот пораст на цени, проектираниот пораст на цени, незадоволството од порастот на хипотекарните кредити и предстојните избори во ноември. Значи Трамп соочен со избори ќе мора брзо да најде решение за конфликтот во Иран и да го заврши. И тоа не само мој, мислам има и аналитичари кои што се на таа. Така, и тоа ќе биде добро и за Македонија. Ако сепак неколку месеци се одолговлечи конфликтот во Иран, какви ќе бидат последиците врз македонската економија? Што можеме на домашен план да очекуваме? Освен инфлација во колкави стапки, што друго? Тоа нели нашата држава треба да ја гледаме во контекст на Европа, нели ние сме дел од Европа. Значи како ќе бидат движењата во Европа, така ќе биде и кај нас. Еве Бојковска кажа стапките на инфлација не беа никаде толку големи колку што беа во Македонија во 2022. Добро, јас мислам дека овој пат нема да имаме двоцифрени стапки на инфлација, нема да имаме. И како што кажавме, значи зависи колку ќе трае конфликтот. И оние две сценарија со зголемување на каматни стапки и без зголемување на каматни стапки. Ако имаме зголемување на каматни стапки, глобално ако Европската централна банка ги зголеми каматните стапки, ќе имаме забавување на економскиот раст. Тоа нема да биде драматично забавување на економскиот раст. Ќе имаме нели одредени стапки кои што ќе бидат, кои што веќе сме ги виделе, кои што се на ниво на нели на некоја нормална толеранција. Така да јас мислам дека тие се двете сценарии. Значи, ако немаме зголемување на каматните стапки, ќе има одредени нели секако последици врз економскиот раст, извозни и увозни последици, меѓутоа тоа ќе биде во рамки на нешто што веќе да кажам сме го виделе и што е во рамки на одреден економски обсек. Како заклучок и најлошото економско сценарио што го разгледуваат економските аналитичари не е толку црно? Јас тоа што го гледам на финансиските пазари, значи треба да ги земеме предвид сепак, бидејќи таму се антиципираат одредени потези. Значи се почна со падот на биткоинот во ноември. Значи видовме дека инвеститорите се повлекоа од најризичните инвестиции.
тогаш тоа не беше имаше некои толкувања, меѓутоа, нели, сега вистината ја гледаме дека де факто Затоа велам според најцрното сценарио? Нема, за сега нема и по цената на златото гледаме дека ние немаме тука нова максимална цена на цената на златото. Значи тоа се движи во опсек сега. Тоа значи дека тоа што е очекувано во рамки на очекувањата, тоа што е нели претходно анализирано, дека така и се одвива целата ситуација, бидејќи дека ќе остане на регионално ниво на Блискиот Исток. Бојковска, дали сте и вие умерен оптимист, песимист? Умерен оптимист од причини кои што веќе ги елаборира, па ако зборуваме за екстремни сценарии, UBS излегува, мислам дека во петокот со проекција дека продолжување на кризата би довело до пад на акцијските пазари за 20%. Тоа е некој пад кој што ние сме го сведочеле и претходно и кој што за долгорочните инвеститори значи и можност за градење на портфолија односно на соодветни позиции. Повторно нова шанса, да, мора да гледаме оптимистички. Јас очекувам пад на стандарден пурс од 10% по оптимистички да кажеме. Добро. Меѓутоа тоа е нормална корекција, пак ќе кажам. Мислам тоа се индицираше вака и претходно на самите по самите движења на берзански. Татјана Бојковска, Бојан Цветановски ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се каже. Благодариме на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.